Ви благодарам, председател, почитувани колеги, убава дебата, меѓутоа произлегуваат некои нелогичности од самава дебата. Најпрвин би сакал да ги истакнам кратко, само 2-3 од нив. Првин, дојдовме до заклучок дека ова законско решение се предлага без соодветна анализа со релевантни институции, без соодветна анализа со засегнати страни, со синдикати, затоа што на барање на колегата Ефтимов добивме одговор дека ајде да ги поканиме тука, па самите да ни кажат. Тоа имплицира дека воопшто не се направило никаква анализа. Вториот заклучок кој што овдека може да се изнесе дека директорот на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување апсолутно не си ја вршил работата и јас се слагам со колеги од власта дека тоа е така, затоа што на лична кожа, односно на случајот со мајка ми, која што или од политички побуди затоа што јас сум член на ВМРО, ДПМН и пратеник, или од неспособност на тој директор и на тој фонд, 6 месеци во време на пандемија ја оставија без здравствено осигурување и фала на Господ што во тој период немаше здравствени проблеми, иако на тие години, верувајте, луѓето си имаат своји потреби од здравствени услуги и сите тие идат на товар на приватниот буџет. Така да се слагам дека не било добро и ајде апелирам да се надмине таа ситуација и се надевам дека новиот директор на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување ќе ги надмине барем овие технички работи. За да на крај кажам и дека апсолутно држи тезата на нас, колегите од опозицијата, дека законот е исклучиво наменски за да се ослободат работни места во јавната администрација, затоа што самите колеги од власта рекоа дека овој закон не ги тангирал приватниот сектор, вработените работнички, во шивални, во ова, значи нема да има бројка таму на нови пензионирања и нема да се отварат нови работни места во приватниот сектор, туку ова исклучиво е наменето за јавната администрација, каде што оваа власт врши масовна партизација и за оваа тема за не одзема многу време, со име и со презиме, со функции во СДСМ, со период на членство во СДСМ, ќе ги произнесеме, ќе ги изнесеме јавно, институции, број на оглас, број на навлотени, се, за да немојте верувате да верувате вие лично дека доколку овдека кажете дека рожи цветаат, дека пензионерите се најстрашни во регионот, во целиот свет, дека имаат најголеми приходи, дека јавноста за тоа ќе ви поверува. Вршите масовна партизација и злоупотреба и тоа во време на пандемија. Благодарам.